Дури 47% од домашниот буџет во Македонија се троши само за елементарна прехрана, покажуваат најновите истражувања на Евростат. Речиси половина, а некаде и повеќе од тоа од парите на граѓаните завршуваат само за да се наполни фрижидерот и стомакот, што според економистите е показател на се поголема сиромаштија. Тоа е показател дека граѓаните располагаат со мали месечни примања од кои би можеле да одвојат и други да одвојат дел од тие парични средства и за други намени. Примања што ги имаме се недоволни и доколку тие се над 50-60% трошат за храна, значи дека тие се луѓе спаѓаат во сиромашната категорија на граѓани. Според универзитетскиот професор Здравко Савески, за време на криза неопходна е рационализација на трошоците и водење сметка за начинот на кој располагаме со ресурсите. Тоа вклучува правење напори да се избегне фрлање храна, нецелисходното трошење струја, палењето на колата за најмалку потреби. Сето тоа не е само фрлање драгоцени ресурси, туку и фрлање пари. Ако не дојде до зголемена рационализација на потрошувачката, тогаш во услови на инфлација може да дојде до зголемена тешкотија да се врзе крај со крај во месецот и запаѓање во должничко робство, со сите негативни реперкусии што тоа ги носи на одложен рок. Потенцира Савески. За разлика од кај нас во најразвиените европски земји, само 10% од расходите во семејствата се трошат за храна и безалкохолни пијалаци. Сепак и во ЕУ има разлика. Бројките покажуваат дека најголем дел од семејниот буџет за храна и безалкохолни пијалаци се троши во Романија, каде трошокот достигнува 24,8%. Потоа следува Литванија со 20,4%, Бугарија со 20,1% и Естонија каде 19,9% одат на основни трошоци. Спротивно на нив најмали трошоци за основни потреби во европските земји има во Ирска, каде се одвојуваат само 8,3% за храна, па Луксембург, каде 9% одат за храна, додека во Австрија овој трошок достигнува 10,9%, пошто следуваат Данска и Германија, каде за храна и безалкохолни пијалоци се трошат 11,8%.